Министерството, ете, потесно да не речам владата или власта, со тоа што нели постојано го малтретира со таа матична комисија која што го формираше педагошкиот факултет. Меѓутоа, немајќи каде да го фатат, бидејќи човекот навистина си работеше во рамките на законската регулатива, постоечкиот закон за насочено образование и се она што нели универзитетот и статутот нели го нудеа на факултетот, едноставно нели се одлучија за формирање на нов педагошки факултет. Човекот свесен за тоа дека една цела, туку 3 цели генерации студенти и сите таму наставници ќе бидат уништени, го направи чинот што го направи, си даде оставка. Ние сега ќе дојдеме на крајот до тоа, а што сега, така нареченото подпрашање или дефинитивно прашање. Филип, организацијата, навистина луѓето кои припаѓа на унијата на владите сили на ВМРО ДПМН, низ време, јасно сведок дека тука немаше никаков организиран пуч. Едноставно, луѓето се покажа најоперативни, почна работите да ги водат, но почна и делбите во тоа време. Имаше ли уфрлени луѓе или беше тоа делба на идејна основа, избор на методите, што би се рекло? Па не знам. Еве, малку луѓе кои пишуваат за тоа знаат дека ти спаѓаше во најумерените во тие групи. Ја бар тоа го знам, гледајќи. Па не знам дали може да говориме дека имало некои поделби кои што нели биле од суштинско значење. Условно, може да се сложиме дека така работите се раслојуваа како поминуваат деновите, но веројатно тоа е во суштината на човек, кога ќе се здружи, па кога карактерите ќе се приближат, тогаш позитивните и негативните може некако да се вклопат, а некоите, мислам, како полови. Меѓутоа тука настануваат одредени одбивања, одредени нервози. Секако дека 15 дена проведени во шатор, кој што беше надвор ограден со јажиња, кој што искрено кажано потсеќаше на кафез, секако дека доведе до нервоза. Гледајќи го и менталниот склоп наш, гледајќи ги и онака притисоците што ги трпевме, и гледајќи го тоа дека се искористија само течности и дека едноставно се беше насочено навнатре. Ја мислам дека централен дел беше оној ден кога беше првиот вечерен митинг, која собравте, според моја слободна проценка, нешто слична бројка како ВМРО митингот на 15 или денешни, односно петочниот митинг на ДПА и ПДП, некаде околу 15-20 луѓе. Па ја не знам, еве да се обидам се воздржам од изнесување, нели, мислење колку луѓе имало. Сите што биле таму, ако гледате емисијата, еве ќе се сетат, еве мислам дека тоа оди сега, така? Да, тоа беше, јас уште еднаш ќе кажам, без разлика што не веруваат или не сакаат да веруваат. Миријана. Да, тоа беше, тоа сме ние. Тоа беше едноставно, еве овој протест излезе така низ деновите. Што сакате да правиме? Сакате собир, вечерен, сакате забава, ќе правиме забава. И ја направивме таа забава, мислам дека учествуваше да видат дека можеме да организираме нешто друго. Точно. Бевме нападнати дека сме вакви, такви, ксенофобични, ултранационалистички. Ќе дојдеме многу брзо до тоа. Да. Тоа мораме да го разгледаме подетално. Еве да успорам јас. Да. Ако така. Ми се чини дека гледано низ бројки, значи не низ кумулирана енергија и оставен печаток кај јавноста, него чисто низ бројки, врвот беше еве оваа вечер. Да. Тоа е некаде 15-20 луѓе. Нека сме сгрешили за некоја поднослива бројка. Кој што беше сега пред неколку дена овој албанскиот митинг во Скопје. Приближно иста. Не сам толку луѓе дека имаше и тука. Да. Само што вие слушаа музика и така се забавува. Така. И од тука натаму некако почна да станува проблем организација и одржување на тензија. Да. Почна уфрлања, почна пароли од типот против албанците, ајде да не ги. Не, тука завршија. Афирмираме. Ова беше последниот дента. Беше последниот ден кога тие се појавува само 2 до 3 дена. Да. И човекот кој го води Хелсиншкиот комитет за човекови права, на високо достоинствена институција во светот, ве нарече фашистоидни типови кои правите фашистоидни
манифестација. Тоа е проблемот во Македонија. Ова се појави во вестник, Да. значи говориме за официјално. Тоа е проблемот во Македонија, што луѓето премногу лесно се служат со изрази кои што не ги разбираат. Мислам дека во главном добар дел и од новинарите не ги разбираат овие изрази. Што значи ксенофобија, што значи расизам, што значи национализам, ако сакате. Или користат терминологија која што е останата од претходниот систем. До 90-та година, еве јас истражував, до 90-та година знаете што значеше национализам. Еве за некоја бивша Југославија, тоа беше лошото нешто што може на човека да му се случи во неговата глава. Меѓутоа, јас сум го консултирал, ако ништо повеќе, Вујаклија и Клјаич, кои што воопшто не наоѓа